накратко да го искоментирате денот кога се случи инцидентот, трагедијата, односно како го гледате вие тоа и како е вашиот печаток со оглед на тоа дека вие сте професор по безбедност и дали институциите соодветно реагирале? Вака, на вашето прашање може да се даде еден кус одговор, краток одговор кој е вистинит. Ова што ги нашите деца одзема од овој свет, тоа е само корупцијата. Корупцијата е основа за натамошното деградирање на системот. Значи, државните институции, применувајќи ја со години, наназад 30 на години, тој пуст принцип на партократија наместо мерократија, доведе до такво нешто. Должничко-доверителните односи помеѓу одредени структури кои се на функции и собственикот на овој локал, значи укажуваат дека сепак тие должничко-доверителни односи невозможиле да институциите реагираат правовремено. Зошто велам правовремено? Од многу аспекти се поврзани многу институции со издавање на разноразни документи за да може да поседувате ноќен клуб и да добиете на крај лиценца за таков ноќен клуб. Во конкретнава ситуација, она што е највпечатливо, значи секогаш се почнува од МВР, и јас ќе ви објаснам што се случувало со МВР. Значи, ако се точни информациите кои се објавени од медиумите дека во претходните 9 месеци 26 настапи се организирани. Тие настапи да се организираат, тоа е јавност. Тоа значи дека полицијата имала сознание дека се приредуваат такви забави и нормално врз основа на тоа таа требало да реагира многу порано во однос на самиот клуб. Значи, точно е дека велат не бил пријавен настанот. А како ќе го пријави настанот кога се било таму илегално? Од градежна дозвола до сите останати технички услови кои треба таков објект да ги исполнува. Она што го слушна пред обвинителот е просто неверојатно. За пусти пари и профит вратите, замислете, и тие што ги имало, и тие биле затворени. Ја верувам дека доколку имало повеќе излази од она што го гледаме од видеата кои се од тој настан објавени, публикувани, се гледа дека лицата не можеле ни с таа една врата да го напуштат објектот. Хидранскиот систем, не видовме реакција, некоја минимална реакција, значи тие се основни минимални услови за противпожарна заштита. Значи тука агенцијата која е задолжена за тоа пропуштила секаков надзор, иако сите агенции имат и на локално ниво своји инспектори. Управата за јавни приходи вели дека година и повеќе блокирана сметката. Па добро, ако е блокирана сметката, а вие гледате дека, односно тие службеници од УЕП, гледаат дека таму ќе се организира повторно некој настан кој бил јавно објавен, биле повикани преку медиуми, идните гости кои сакале да присуствуваат, нормално на разни начини преку социјалните мрежи, значи веднаш ја палите црвената лампичка да кажете чекајте, па овде е блокирана сметката, тој приредува забави на кои секако има приход. Значи управата за јавни приходи не реагира. Не реагирала полицијата, а можела да реагира. Таа партикратија го уништи системот. Значи корупцијата е основа за се ова што ни се случи. Можело да се избегне превентивно. Превентивната е најевтина работа, а највише резултати може да даде. Чему се сега дискотеките ќе ги проверуваме низ цела Македонија? Ние изгубивме лицата. А окей, натаму да не губиме лица. Меѓутоа секој ден на порталите читаме у секој град имало по една, по две или повеќе дискотеки кои воопшто со години и години немале никаква дозвола. Сега ќе ви го објаснам стручниот дел. Работењето на полицијата, значи сите градови имаат своји реони кои ги обезбедува полицискиот службеник кој е заложен за таа работа. За тоа се водат посебни евиденции. Значи секој објект, дали од трговски карактер, дали е банка, дали е пошта, дали е перална за коли, значи се заведува во тој план. И во тој план тие знаат што и како се случува там. Доколку се случувале такви работи, значи полицијата требало да реагира. Она што е нејасно, во изјавите за вие кои што споменавте, во една изјава министерот кажа дека се спроведувала рација, во друга изјава дека е оперативна акција. Тоа се две различни работи. Зошто ова го потенцирам? Затоа што ако имате рација е истражно действие. Наредба за такво нешто дава обвинителот. Ако било рација,
каква рација спроведуваме во нелегален објект. Значи тој треба да биде затворен. Рација се спроведува во легален објект. Односно, се прави проценка од надлежните старешини во органот на чие подрачје се наоѓа овој објект, а тоа е ОВР Кочани. Значи се прави анализа на ризик. Значи колку на тоа место се собираат лица, колку ризик има баш од ова што ни се случи, колку ризик има можеби од внесување алкохол, можеби од внесување на наркотички супстанции. Значи сето тоа се оперативни анализи, после кои се изготвува план за работа. Ако има тој план за работа, значи точно секој полициски службеник кој е вклучен добива конкретна задача за која по завршување на задачата поднесува писмен извештај. Таквите нешта се добри да ги правиме пред 30 години, а не сега. Сега е веќе доцна за конкретниот случај. Меѓутоа добро е во иднина да не се повтори. Денеска слушаме и гледаме дека во сите градови тие нелегалните ноќни клубови сите веќе се затвараат, се изнесува опремата. Значи доцниме една светлосна година зад проблемите кои ни се случуваат, а секојдневно сите ги знаеме. И вие, и јас, и граѓаните таму кои живеат, и сите останати ги знаат. На крај, она што е најбитно, она должничко-доверителни односи. Значи, дали се шпекулации на вистина, не знам, што се објавуваат по медиумите, што се објавуваат на социјални мрежи. Кој се е присуствувал претходно во тој објект? Зборам за политичарите. Значи, дали тие не знаеле каде одат? Знаеле. Дали тоа било страв кон оперативните работници и они од другите агенции, Државен пазарен инспекторат и останати кои имаат надлежности дека таму не смеете да одите. Неказнивоста во нашата држава е оној главен момент што дозволува да одиме од трагедија во трагедија. Исто така, само назад би се навратил случајот во Бугарија пред 2 години што имавме 45 погинати. И таму минуваа на граница автобусите со фалсификувани документи. Значи, апсолутно луѓето кои се на тие работни места, наместо да се извршуваат својата службена задача која се должни, тие гледат сосема поинакви интереси. А тоа е кому и како да се додворат, воопшто не ги интересира спроведување на законот. Доколку бил спроведен законот во конкретнава ситуација, апсолутно немало да има ваква забава и апсолутно и да имало забава со легални документи, зашто највеќе сега се зборува дали се легални или нелегални, значи апсолутно не би дошло до вакви страшни последици. Така, вие на некој начин одговоривте и повеќе прашања кои што би сакал да ви ги поставам, но ете сега во текот на разговорот се отвара и ново прашање со оглед на тоа дека спомнавте дека ако е илегално тогаш и перење на пари, затоа што ние слушнавме дека 250 карти беа продадени, тоа се всушност пари кои што не се внесени во системот за кој што нели зборуваа дека е системот крив, но тие пари очигледно остануваат во сивата економија и наместо 250 се официјалните бројки се дека 500 луѓе имало, а не официјалните зборуваат за многу повеќе присутни. Исто така, кој дозволи малолетници да влезат во тие дискотеки? Дали се легални или нелегални? Сега е и друго прашање, небитно во овој момент, но како може малолетни лица да се најдат во тој објект кој што за жал имаме и починати? Кој е виновен во тој случај? Еве конкретно за тие малолетни лица кои што се нашле во тој објект. Без разлика дали е легален или нелегален. Профитот е главниот лајт мотив кај лицата кои организирале оваа забава. Тие се должни преку своето обезбедување при самиот влез да ги легитимираат лицата за да видат дали се тие во доодредена возраст која не смее да влезе и да не им дозволат влез и дали се на таа возраст каде што може да им дозволат влез. Иако било нелегално ова, како што сите наведува дека е нелегален објект, нелегална приредување забави. Меѓутоа, еве да ви кажам, вие спомнавте перење пари. Па знаете ли колку гости од странство доаѓаат и наши по ваквите летни дискотеки? Еве случај ќе ви кажам додека уште бев дел од владата. Значи во Виница Аца Лукас доаѓа, ставката за таа вечер во дискотеката е 30.000 евра. Никој не толку јавно беше тоа. Тој самиот објави дека за толку пари ќе пее таа вечер во таа дискотека. Никој не побара на кој начин се исплатени тие пари. Од кој приход се исплатени тие пари? Дали тие пари некаде се евидентира? Во овој дел, значи имаме страшни можности за
создавање на сивата економија. Зборам генерално на територија на цела држава. Пошто летно време гледате во секој град имате забави за младите и тоа е добро што има забави. Меѓутоа, секако дека превентивниот дел полицијата мора да си го одработи. Тие имаат посебни одели за превенција. Значи, тие мора да направат план, анализа и да предвидат конкретни мерки кои треба да си ги превземат. Добро е што обвинителот многу честно изнесува она што го до сега сработиле, пошто ова е профилен предмет во историјата на Македонија, со векови наназад можем да кажем, не само од самостојна Македонија, ради последиците кои ги има и кои ги чувствуваме сите, таа горчина, таа болка. Меѓутоа, никаде не се спомна дека истрагата ќе оди во правец зошто никој не превземал ништо. Значи, тука е таа партократија, тука е тој должничко-доверителни однос, кој ако се забошти, може да очекуваме во некое идно време пак нешто се случи. Кај нас гледате дека 2-3 години имаме вакви настани, со помал или поголем број на жртви. Зошто? Сето тоа може да се превенира. Ако секој си работи стручно и професионално својата работа. Во јавноста почна веќе да се шират информации дека правдата всушност е селективна и се апсат само функционери од минатата власт и никој не ја превзема одговорноста кој што се сега актуелните службеници или министри го криват трулиот систем. Но ако видиме во овој момент, тие се дел од системот. Они го контролираат системот, но повторно ќе речам, година дена е министер и вели јас не знаев таму дека постои таков објект, нелегален. Дали Министерството за внатрешни работи или не знам кој друг орган можеше по допрен глас да реагира и таа дискотека се затвори. Еве и да била нелегална, еве и да немали ингеренции, пошто сега очигледно топката се ја префрлуваат еден на друг и никој не седнува. И она што сакам сега да го отворам и како прашање, дали во вакви случаи треба да се направи некој вонреден состанок на сите чинители за да знаеме да се направи како некој совет за безбедност, како што би функционирал, затоа што ние имаме сега во еден ден еден министер кажува дека имаме 45 тешко повредени критични пациенти, додека другиот министер вели дека имаме само 20 критични ситуации. Сакам да кажам дека двајца министри кажуваат две различни бројки. Дали би требало координација да има некаква каде што сите информации би слетувале на една адреса и оттаму да доаѓаат сите информации за да не ни се случуваат вакви спекулации, дезинформации, вистини, полувистини? Вака поставивте многу прашања, ќе се обидам селективно едно по едно да го одговорам, да направиме една дистинкција. Значи, прво ќе појдем од назад кон првите прашања што ги поставивте. Значи, во делот на координацијата помеѓу министри, во ваква тешка ситуација мора да постои кризен штаб, мора да постои кризно тело. До сега не слушнавме дека постои, можеби постои, навистина не знам, не сум во тек дали постои или не, али обавезателно во ваква тешка ситуација мора да постои, за да немаме конфузија пред се во изјавите, нели, да се доведува јавноста во заблуда и да имаме различни мислења и различни ставови. Во однос на министрите, вие кога спомнате, значи ние 33 години, колку сеќам, само еден министер од морални причини поднесе оставка, се викаше Антони Пеше, министер за транспорт и врски, после падот на авионот кај Кичевските брда, рускиот авион во кој Туполев, во кој загина 99 патници. Тоа е единствениот случај на морална одговорност во нашата држава. Значи, лицата кои раководат со институции, министри, директори, раководители, тие треба да имаат многу голем кредибилитет, многу голем интегритет. Да боја на вистина, градоначалникот си поднесе оставка. Тоа ние го чувствуваме, да, меѓутоа најлесно да се поднесе оставка од морални причини. Јас не велам дека министерот за внатрешни работи е директно одговорен. Меѓутоа институцијата закажала, институцијата не превзела ништо. Во делот на информации,
Значи, ќе ви кажам дека како работи полицијата и разузнавачките служби. 3 начина имаме на прибирање информации. Human resource, тоа се оперативни врски, тоа се граѓаните и сето тоа што они го имат како информација, како негативност, а ова е илегално било објектот и приредување забави, значи, како што слушам сега, цело Кочани знаело дека таму се приредува, а полицајците, замислете, не знаеле. Таму има реонски полицаец, таму има еден куп инспектори по разни дејности, пошто нели акцијата, како кажа, била за пронаоѓање на дрога и малолетници кои биле пуштени внатре, што значи дека тие имале. Ја не можам да сватам не да се прави рација во нелегален објект и да се вели не е тоа наш дел на работа, него на друга институција. Е во таква ситуација се прави таа меѓуинституционална координација. Многу пати гледате акции кога спроведува некој од државните инспекторати. Асистенција дава МВР. Доколку пак МВР има сознание кои се од областа на друга институција, како што е УЈП, Државен просветен инспекторат, Државен трудови инспекторат или ова агенција за спасување, значи во таква ситуација полицијата ги известува со писмен допис, седнуваат, се координираат и спроведуваат акција. Значи, што е проблемот кај нас, да ви кажем и од моја практика? Веќе не знаеме кој е државен службеник, кој е службеник во интерес на мафијата, буквално велам, затоа што многу често се случувало, токму во овој град, кој ќе отидат инспекторите, уште во времето на директорот Пауновски. Значи, сите се затворени дуќани, нема никој, сите кафиќи, иако до 3-4 се жалат граѓаните дека имаат проблеми од гласна музика, од пијани дечиња, од другирани дечиња. Значи, некој ги одава информациите. Значи, дојдовме до едно расуло, дојдовме ние во институциите. Тоа расуло е многу тешко да почнеме од нула, али мора еднаш, како велат во економијата, ќе прогласите стечај и во стечајна постапка ликвидација и од тука ќе почнеме се што е квалитетно да остане во институциите, што е неквалитетно, извинете, ама не сме социјална држава која треба само да дава плата, а никој ништо да не работи. И она што е многу битно кај нас во државата, она што веќе се поизразено е, значи државните службеници, дали во полиција, дали во друга институција, сите имаат некој дополнителен бизнис. Ја разбирам дека нивните примања се многу мали. Меѓутоа, дополнителниот бизнис автоматски веќе тој не е полицаец. Автоматски тој бизнис, умот му е во бизнисот, не му е во работата. Не сака да напише документ да не се замери. Зошто? Пошто тој документ, како што слушнавме од господинот, мислам Благојче се викаше од Кочани, кај Лазаров на подкаст, многу во кажува, реагирав уште 2015 година. Замислете, од тогаш до сега се поминати 10 години. Човекот пријавувал, значи, добивал небулозни одговори од колегите од Кочанската полиција. Зошто го пријаваш, ти вадиш од таму парче лед. Тој многу во раскаже. И јас имам дечиња, и тие имаат дечиња, за да не се случи, а за жал се случи она не лошо. И секојаш кога системот е корумпиран, нефункционални институции, може да очекуваме само прашање кога и каде ќе се случи уште некој ваков дебакал. Власта најави ригорозни мерки и директно, како да го објасниме тоа, борба со системот, корумпираниот систем. Тоа се случува секогаш кога ќе се случи за жал некоја несреќа. И еве, например, имавме сообраќајка каде што загина едно девојче. Имаше кампањски повици, но повторно гледаме дека возат исто така со 200 на час. Но дали нас системот ни пречи само кога ќе се случи нешто лошо и тогаш не освестува. И тогаш зборуваме за приоритетни работи како што се образование, здравство. Ние видовме дека ние не сме способни за 50 луѓе повредени да ги сместиме во ова. Не дај Боже да имаме некој мал конфликт или војна, па тогаш не треба некој да не нападне. Сакам да кажам дека дали ова е на некој начин пресврт во начинот на нашето функционирање и она што значи приоритет за нашата држава и дали со ова конечно ќе се воспостави некој систем кој што ќе биде функционален.
Вака, значи, секојаш апсолутно сте во право кога велите за 3 дена се заборава и така е вистина. Значи, еве ќе се навратам нас кога имавме 45 жртви во Бугарија. Констатирам дека се фалсификувани документи. Веднаш реагираше МВР и министрот за внатрешни се воведе оперативна акција дозвола. Во таа оперативна акција координативниот центар со кој раководев, значи имаше улога да ги следи состојбите на граница. Покрај 1000 пишани документи дека и повторно минува без дозвола еден куп, значи минимално имаше по некоја пријава, не велам не, меѓутоа тоа беше минорно во однос на она што се случуваше на границите. И таа акција траеше година-две и мислам дека се укина. Ја не знам зошто секојаш кампањски работиме. Во моментот популизам само кој ќе се случи настанот. Значи ние треба да седнеме, зборам луѓето кои се задолжени за тоа, да седнат, ама вистински да разговарат и вистински мерки донесат и вистински да се спроведат и нормално да воведат систем на контрола. Ако вие правите оперативни акции само кампањски, немате ништо. Ако еден систем нема подсистем на контрола, значи тоа создава хаос. Кај нас тоа е суштината. Ниеден систем нема подсистем на контрола и затоа се раѓа ваквиот хаос и само одиме на кампањски дебати, популизам. Вие кажавте ќе се расчистува. Да, треба да видиме, ама како, што? Значи треба да се соберат најумните луѓе од области за кои навистина се експерти, честни, професионални, докажани во својот делокруг на работење. Да седнат, да се разговара. Не е битно кој е на власт. Битно е дајте да не ни се случуваат вакви работи. Пошто најмалку е битно во кое време што се случи. Што вие направивте, што ние направивме. И тие што направија, и оние што направија позади нас оставаме гробови. Оставаме семејства, распарчани семејства, оставаме луѓе без душе кои живеат само ден поскоро родители што, како што вели еден родител, чему ми е веќе живот? Зошто ми е живот? Ама сите треба у процесот на емпатија да сватиме дека и ние сме дел од тоа што се случува. Значи, сите заедно треба околу овие прашања да направиме едно единство. Најлесно е да се напаѓаме. Вие убаво кажете, секоја се случува, претходната власт имала криминал, ама ние кога сме на власт нема криминал, или оно што го слушам од многу министри, со доаѓање на негово на одредена позиција, одредено министерство, од тука почнува светот. Апсолутно не е така. И значи, секојаш за тезата хаос во министерството. Да, па затоа се нафаќаат на таа функција за да го решат тој хаос. Ја не гледам дека тој хаос се решава, тој хаос само се надоградува. И после тоа следниот министр кој ќе дојде ќе каже начекав хаос, што имаме од тоа? Само правдање, само популизам. Значи не слушаме нешто конкретно што ќе биде превземено за да не се случуваат ваквите работи. Значи не да правиме само листови харти, оперативни акции кои што треба и на крај никој ништо не превзема и се пропаѓа. Да. И затоа велам, не дај Боже повторно да ни се случат вакви настани. Инаку да ви кажам, од моје практично работење додека бев шеф на Кумановската полиција, значи секако имало најави за концерти каде сме процениле во спортска сала во Куманово и 5 до 7.000 народ се собирал на тие концерти. Ама ако процениме дека може да се случи некоја безбедносна појава, каде што не дај Боже ќе има масовна тепачка со жртви, значи ние донасаме решение без пардон. Не сме да се одржи тој и тој концерт. Иако ќе имате притисоци од пријатели, од роднини, од директори и така натаму. Меѓутоа секојаш треба да се доследни на законот. Значи подобро е да не се одржи еден концерт, отколку да имаме и најмалку една тепачка и еден скршен нос или не дај Боже една жртва. Така. Дали мислите дека истрагата ќе продолжи, затоа што гледаме дека се опфатени неколку луѓе кои што веќе се приведени, има службени разговори со нив, но дали мислите дека таа истрага треба малку да се прошири и конечно граѓаните да видат дека државата на вистина се грижи и дека на вистина ќе има некаква правда за жал починатите десетици млади животи. Значи вака, доколку истрагата не биде сеопфатна, значи јас зборувам сега за еден сегмент што не го слушнавме од обвинителството. Зборувам за да се утврди вината, не со дисциплински, со кривични пријави и бркање од работа на таквите лица кои биле задолжени, земале плата, а имале должност да извршат одреден вид на контрола на таквиот објект. Сега се стопнавме само на тој објект. Генерално во цела држава тоа треба да се направи. Да се види зошто аморфната маса од институции не реагирала по ниеден основ. Значи дали тоа е
УЈП, дали е тоа Државен пазарен инспекторат, дали е тоа Агенцијата за спасување, како се викаше точниот назив сега, не можам да се сетам. Значи, МВР има директна, МВР, не зборам за институцијата и за сегашното раководство или претходното, значи за тие кои биле надлежни на тоа локално ниво, тоа прашање да го решат. Па тоа ОВР Кочани е под СВР Штип, па таму има началник. Па тој началник треба да побара од нив што се случува на вашата територија. Најлесно е дојди си, ојди си, плати ја брата, земи си платата, тоа е најлесно. Купи ден, продај ден. Меѓутоа гледаме од тоа купи ден, продај ден, до кај доаѓаме. Значи доаѓаме до една бездна од која нема враќање назад.